Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги пратеници. Најпрви многу е симптоматично што членот на Судскиот совет, господинот Герасимовски, на почетокот на неговото излагање, почувствува потреба да се правда како бил утврден и избран кандидатот за уставен судија од Републичкиот судски совет. Тоа доволно говори дека и во самиот Републички судски совет се свесни за грешката што ја направиле. Не говорам тука за грешка по однос на квалификациите на кандидатите, бидејќи не познавам ни еден од кандидатите, а тоа се Елизабета Дуковска, Татјана Сусулеска и Антоанета Димовска. Не ми се познати како личности, но сакам да ви укажам една работа, дека вие со прекршување на уставни права и слободи сте утврдиле кандидат за член во Уставен суд. Затоа што сите овие кандидати имаат право да бираат и да бидат избрани. Ако се пријавиле, сите кандидати според членот 9 од Уставот треба да ги третирате еднакво во слободите и правата. И сите имаат право пред членовите на Судскиот совет да бидат ставени на гласање. Може би едниот кандидат ќе освоил 8 гласа, може би втор кандидат ќе освоил 6 гласа, може би третиот кандидат ќе освоил 9 гласа. На крајот од краиштата се чудам како го утврдивте азбучниот редослед. Еве ги споредувам имењата и по име и по презиме. Предложената кандидатка не би требало да е прва ниту по овој редослед, ако воопшто сте оделе по некаков редослед. Но каков и да е редоследот, секој од кандидатите имал право да биде ставен на изјаснување и на гласање пред вас. Вие со тоа што сте го направиле, ја доведувате целата постапка во опасност. Не викам дека не е соодветен кандидатот, но самата постапка ја доведува во опасност кредибилитетот и репутацијата на Уставниот суд и на самиот член кој што ќе биде избран. Бидејќи утре еден од кандидатите да покрене било каква представка или барање до Уставниот суд за нарушување на правото на слобода, на избор, да се биде избран и на еднаков третман, мислам дека има големи шанси и да добие. Затоа сметам дека како Судски совет несовесно сте постапиле, сте ја злоупотребиле вашата положба и не сте овозможиле членовите на Судскиот совет да се изјаснат за секој од кандидатите поединечно. Благодарам.